Сега сме посветени на оној дел, како што знаете, за значењето на четвртата недела од Великденскиот пост. Колегата Бранислав Стојановски од Кичево разговара со отец Александар на оваа тема. И ова утро, почитувани гледачи, сме во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи во селото Кнежино Кичевско, а за мој соговорник повторно тука е отец Александар Крстановски, со кого во денешниот разговор ќе поразговараме околу значењето на четвртата недела од Великденскиот пост. Отец Крстановски, еве на почетокот би ве запрашал, може ли да ни кажете што ја одбележува четвртата недела од Великденскиот пост? Прво ви благодарам за поканата. Добро утро. Се извинувам, четвртата недела од Великденскиот пост го одбележува споменот на Свети Јован Лествичник, монах на Синајската гора или Синајската планина, монах во Синајскиот манастир, наречен Лествичник поради своето епохално дело, монументално дело Лествица или скала, наречени уште и схоластик, бидејќи поради неговото високо образование, а уште повеќе и поради тоа што во своето дело Лествица или скала, школски или пластично ги одредил степените кои треба човек да ги постигне или скалилата по кои човек се искачува додека стигне до Бога, односно додека дојде до единството со Бога или Царството Небесно кое што ни го ветува Христос. Во неговото споменато дело Лествица има 30 скалила кои човек треба да ги помине за да го достигне Царството Небесно, односно да стигне до Бога. На секој од тие скалила Свети Јован Лествичник ни опишува како треба да се ослободиме од одредена страст и ослободувајќи се од таа страст, која добродетел или доблест ја добиваме. И така, одејќи по тие 30 скалила или 30 степени, стигнуваме до Бога, односно стигнуваме до единството со Бога, стигнуваме до целта која Бог ни ја назначи на сите нам. Ова негово дело всушност го опишува христијанскиот пат до Бога. Оваа книга пред се е намерната за монашките средини, но и тоа како може да биде корисна и за мирјаните, односно за лицата кои што не се монаси. И не случајно оваа недела од Великденскиот пост е посветена на Свети Јован Лествичник, бидејќи постот е едно од средствата со кои ние се искачуваме по таа лествица, едно од средствата со помош на кое ние се искачуваме по таа скала, а всушност и целиот пост, Великденски пост, е една скала, една лествица по која ние се искачуваме за да достигнеме до нејзиниот врв, односно за да го дочекаме достојни воскресението Христово. Во минатите наши разговори за првите 3 недели од Великденскиот пост разговаравме и околу она што ни порачува евангелскиот текст за секоја од тие први 3 недели. Може ли еве сега и токму за четвртата недела од Великденскиот пост да ни кажете што ни порачува евангелскиот текст? Евангелскиот текст кој го слушаме на литургијата на четвртата недела од Великиот пост е следниот. Тогаш еден од народот одговори и рече: Учителе, го доведов кај тебе син ми, во кого има нем дух. И секогаш, каде и да го фати, го кутнува, и тој се запенува, и крцка со забите, и се здрвува. И им кажав на учениците твои да го изгонат, но тие не можеа. А Исус му одговори и рече: О роде безверен, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам, доведете го кај мене. И кога го доведоа кај него, штом го виде духот, веднаш го стресе, и тој падна на земји и се валкаше запенет. Го праша Исус татко му: колку време има откако станува тоа со него? Тој одговори: од детството. И многу пати духот го фрлал во оган и во вода за да го погуби. Но ако можеш, смилувај се над нас и помогни ни. А Исус му рече: ако можеш да поверуваш, се е можно за оној што верува. И одеднаш татко му на момчето извика и со солзи рече: верувам Господи, помогни му на моето неверие. А Исус штом го виде дека се собра народ, строго му заповеда на нечистиот дух и му рече: Духу неми глув, јас ти заповедам, излези од него и не влегувај веќе во него. И кога извика, силно го стресе излезе, а момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус пак, откако го фати за рака,
го исправи и тоа стана. И кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо: зошто ние не можевме да го истераме? И им рече: овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. И кога излегоа од тому, минуваа преку Галилеја и тој не сакаше некој да го разбере. Зашто ги учеше учениците своји, им велеше дека Синот човечки ќе биде предаден во човечки раце и ќе го убијат и на третиот ден по убивањето ќе воскресне. Но тие не ги разбира овие зборови, а се плашеа да го прашаат. Што ни порачува овој евангелски текст? Прво се зборува за молитвата и постот. Нели Христос вели, овој дух се истерува само со молитва и пост. Односно, во оваа недела, посветена на лествицата, повеќе на Свети Јован Лествичник, намерно е ставен овој евангелски текст, кој ни ги предава постот и молитвата како што велат светите оци, две крилја кои што нас не издигнуваат кон Бога. Односно, постот и молитвата секогаш треба да бидат во соработка. Ние не можеме да се ограничиме само на телесен пост, односно да постиме со храна, доколку, како што имавме разговарано нели во претходните разговори, дека битен е духовниот пост, додека пак телесниот пост е во функција на духовниот пост, односно што е постот ако не наше особено сосредоточување на евангелските заповеди. Период кога ние особено треба да се посветиме на живот според заповедите во Евангелието, и тука е секако молитвата која што се споменува во Евангелието, сватена како разговор со Бога, наше општење со Бога, кое е неопходно во такви денови, кое не приближува кон Бога и не издигнува на она скалило за кое ни зборува Свети Јован Лествичник во Лествицата. И уште еден битен момент, има многу битни моменти, секој момент е битен во Евангелието секако, оној момент кога во евангелскиот текст Христос зборува за својата смрт и тридневното воскресение, односно воскресението после 3 дена. Односно, наоѓајќи се некаде на средината од постот, ние слушајќи го овој евангелски текст, ја засилуваме нашата надеж во Христовото воскресение, кое го празнуваме на крајот од овој пост, односно по завршувањето на постот на празникот Великден или Воскресение Христово. Отец Крстановски, ви благодарам и за вашето денешно гостување и секако ќе се видиме и наредната недела. Ви благодарам за поканата и уште еден поздрав до гледачите на ТВ Мега. Почитувани гледачи, утринската програма на телевизија Мега продолжува со останатите содржини.